Добре дојдовте на редовната пресконференција во владата на Република Македонија. После секоја владина седница одржуваме пресконференција од овој тип да ве запознаеме со информациите од самата седница, меѓутоа и доколку имаме информации од интерес за јавноста. Денеска со нас е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Ќе ви даде повеќе информации во однос на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, кој помина вчера на владата. Со нас е и директорот на службата за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски во однос на постапката околу продажба на Мерцедесот. Јас сосема накратко ќе поминам низ владиното соопштение и после одиме со гостите. Покрај оперативниот план, вчера ја усвоивме и среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни предпријатија за 2018 и 2020 година. На оваа тема исто така ви најавувам во текот на утрешниот ден пресконференција на заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Андјушев и на директорот на фондот Јован Деспотовски. Тоа што е исто интересно вчера дека помина, ја усвоивме информацијата за можност за вклучување на Република Македонија во иницијативата Програма за развој на зелени градови. Оваа програма е од Европската банка за обнова и развој, опфаќа повеќе држави: Албанија, Ерменија, Македонија, Грузија, Јордан, Молдавија, Монголија, Србија и Тунис. Тоа што е важно дека со влегувањето во оваа програма на зелени градови влегуваме и добиваме можност да добиеме дел од 578 милиони евра наменети за оваа работа. Вчера исто така ја усвоивме информацијата од потреба за потпишување на договор помеѓу Република Македонија и Република Албанија за соработка од областа на дијаспората. Околу во однос на другите соседи, вчера ја усвоивме информацијата за воведување на заеднички контроли за надлежните органи на Република Македонија и Република Србија на граничните премини Табановце Прешево и Пелинце Прохорчински. Се работи за тоа што го најави Царинската управа пред некои 3 месеци, One Stop Shop, со што ќе се овозможи полесна циркулација на транспортот на добра и услуги помеѓу Република Македонија и Република Србија. Во текот на денот вчера исто така ви најавивме Министерството за труд и социјална политика покрај оперативниот план помина и предлог законот за стечајците, односно за оваа категорија наши сограѓани, односно дополнување на овој предлог закон со што опфаќаме поголема категорија на граѓани. Мислам дека бројката 1900 дополнителни. Министерката е тука, ќе ви одговори доколку имате прашање на оваа тема. Нешто надвор од соопштението, кое што исто така помина на вчерашната владина седница, сметаме дека од интерес за јавноста. Ја усвоивме информацијата за подготовка на образовниот систем за воведување на босанскиот јазик во редовна настава во основно 9-годишно образование. Во текот на наредниот период треба да се направат сите подготовки за ова да се имплементира и веќе од учебната 2018-2019 босанскиот јазик е планирано да се воведе во редовната настава во основното 9-годишно образование. Технички, како продолжуваме понатаму, доаѓаат гостите, ви се обраќаат, одиме со новинарски прашања наменети за нив, за нивните теми. На крајот јас останувам, одговараме на новинарски прашања на сите теми кои што се надвор од нивните теми и од владината седница. Зошто токму Лазар Елиновски е избран за пратеник од владата во НАТО во Брисел? Лазар Елиновски на вчерашната владина седница беше назначен како специјален представник на владата за НАТО интеграција во Брисел. Владата го усвои предлогот и сметаме дека Елиновски врз основа на искуството кое го поседува ќе придонесе во интегративниот процес на Република Македонија во НАТО. Добра. Исто така на вчерашната седница владата донела одлука за отповикување на неколку странски представници. Зошто се отповикани и дали располагате со информација колку чинел досега нивниот ангажман? Значи, отповикани се конзули, почесни конзули. Тоа се лица кои што се почесни конзули, значи формата на нивниот ангажман не предвидува пари и плаќање за нивните услуги, се работи за почесни конзули. Отповикани се Ричард Голдман, Джейсон Мико, Томас Танев, Ендру Димитри Пеков, Лоу Влашо, како и Пуршотоман Карамангала Джајарам. Отповикани се поради исклучителна неактивност.
Тоа е. И уште едно за крај. Повелете. Кој е ставот на владата околу вчерашните протести и дали имате сознание дека се запали грчкото знаме? Кој е вашиот став околу тоа? Владиниот став. Правото на протест во Република Македонија е загарантирано уставно право на секој граѓанин, се додека се движи во рамките на достоинствено и почитување на законските прописи и норми. Во однос на одредени инциденти сепак би оставил простор да се искаже Министерството за внатрешни работи во текот на денот доколку се случило тоа. Повелете други прашања? Клинчарски Алсат, во однос на уште еднаш наименувањето на Еленовски, конкретно на чиј предлог доаѓа, дали на СДСМ или на ДУИ? Значи вчера владата го изгласа, тоа е предлог на владата на Република Македонија. Вики, повели. Мене ми треба до објаснување околу воведувањето на босанскиот јазик, во кои тоа делови од Македонија, во кои училишта ќе се воведува и зошто? Вака, значи, тоа што е до објаснување, што можам да го истакнеме дека Министерството за образование, односно Бирото за развој на образование, ќе направи измени во наставниот план и ќе се изготват наставни програми по предметот босански јазик. Но и ќе се преведат постоечките наставни програми по предметите кои ќе се изучуваат во прво оделение. Ќе се изучува во оние општини, во оние делови од Македонија каде што имаме припадници на оваа етничка заедница. Значи се воведува можност и тие да учат на својот мајчин јазик. Второто прашање ми е во однос на ангажирање на правни застапници по повод поведена арбитражна постапка од КУНИКО. Дали донесовте одлука, зошто ќе се ангажираат, која е оваа постапка, зошто КУНИКО ја потегнува? И последното ми е околу раскинување на договорот со фирмата Енергија во ТИРС зоната, зошто се раскинува договорот со оваа фирма? Добро, во однос на првото прашање, со цел заштита на правата и правните интереси на Република Македонија, по повод поведените арбитражни постапки, владата пристапи кон активности за заштита на интересите на Република Македонија. Формирано е координативно тело за арбитражни постапки со цел да се надмине затекнатата состојба со некоординираност на институциите во врска со овие арбитражни постапки. Во состав на ова координативно тело за арбитражни постапки се повеќе министри, како што е заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања, министерот за финансии, министерот за економија, државно правообранителство и други. Во однос на конкретното прашање е поведената арбитражна постапка од страна на КУНИКО Resources, владата пристапи кон собирање понуди од познати и реномирани адвокатски куќи за заштита на правата и правните интереси на Република Македонија. Во овој случај владата одлучи да ја ангажира White & Case. Се работи за реномирана адвокатска фирма со седиште во Вашингтон. Одлуката следува по извршените анализи на официјалните статистики, според кои успешноста на оваа адвокатска фирма во постапки за инвестициона арбитража е убедливо на прво место. Оваа фирма била вклучена во повеќе од 100 инвестициски арбитражи со исклучително висока стапка на успех за клиентите кои ги застапува. Дополнителните информации кои што претпоставам дека ви интересираат, за жал не можеме да ви ги дадеме, бидејќи овој предмет е во почетна фаза, треба да се конституира тој трибунал и како тече оваа постапка и оваа работа, јавно и транспарентно ќе ви ги даваме сите информации. Во моментов, ова е одлуката која што помина на вчерашната владина седница. За колку пари ќе биде ангажирана оваа адвокатска куќа? Кога ќе ги имаме сите детали, ќе ви информираме апсолутно јавно и транспарентно. Нема никакво. Однос на Енергија, фирмата со која што е раскинат договорот? Ќе треба да проверам точно, не сум во моментов ги немам сите информации, меѓутоа дополнително ќе ви го доставам тој одговор. Дали имате информација зошто големата германска автокомпанија од Германија, значи ја заобиколи Македонија и својата инвестиција однесе во Србија? Токму во момент кога Македонија подготвува нов план за инвеститорите, дали имате информација дека можеби не одговарат условите за инвестирање, па затоа фирмата отиде во Србија? А Македонија беше една од 15 земји каде што требаше да инвестира оваа фирма. Значи, со оваа компанија, са бајле го прочитав текстот, можам да кажам дека се работи за новинарска шпекулација, простете на изразов. Тоа е информација од собственикот на компанијата. Дека биле во Македонија, дека преговарале. Дека Македонија била една од земјите каде што требале да инвестираат. Не, дали биле во Македонија, дали преговарале со некого? Тоа е прашањето кое што треба да се одговори.
Значи, оваа компанија во ниту една фаза немало преговори за влез во Македонија. Докаде се преговорите за Weibo, бидејќи имаше две опции, или да инвестира повторно во фирмата и да продолжи со работа, или да отиде фирмата под стечај, тоа беше последната информација. Дали можеби ќе има нешто ново околу Weibo и овие 210 вработени вчера повторно протестираа? Како и за се работи за исклучително комплексен случај, како и за се што добивме од претходната влада, така и ова, каде што за жал оштетен имаме граѓани на Република Македонија со тоа што очекувале вработувања не ги добиле. Оваа влада секогаш работи во интерес на граѓаните. Знаете, например, дека сите големи проблеми кои што беа од овој тип ги решивме. Овој процес е во фаза на решавање, ќе се најде соодветно решение, меѓутоа во моментов информации повеќе и подетални немаме. Ќе дозволиш да се случи решението, па ќе ве информираме. Миле, вчера читавме некои странски медиуми, мислам дека беше Reuters или не знам кој, дека премиерот изјави дека Нова Македонија, Горна Македонија и така натаму се предлози на владата на Македонија за новото уставното име на републиката. Дали ова стои или? Доцна вчера вечер Reuters го поправи нивниот текст, надпис, информација, бидејќи првите објавени беа неточни и погрешни. Премиерот во интервјуто ги повтори во јавноста веќе пренесените предлози кои што се предлози на медијаторот Метју Нимиц, кои што содржат во себе географска одредница. Тие не се предлози на Република Македонија, тие се предлози во пакетот предлози кои што ги има предложено Метју Нимиц до Република Македонија и до Република Грција. Во однос на тие 4 предлози, значи тие со географска одредница предложени од Метју Нимиц. Во однос на неговиот одговор и втората погрешна интерпретација, во ниту еден момент премиерот нема спомнато дека може да следува мала промена на уставот, туку не станува збор за барање решенија за кои што треба да се менува уставот. Меѓутоа, како што веќе ви појаснив на почетокот, Reuters го објави целиот текст, аудио парчињата кои што постојат се реални и се вакви какви што ви ги кажав. Миле, уште еднаш во врска со исполнување на празните места на владата, има уште од кога Алијанса искочи од коалиција, има уште празни места кога ќе се исполнуваат истите. Се работи за договори помеѓу коалиционите партнери, се разбира и во согласност со капацитетите на местата кои што се уште отворени. Во моментов нема се уште информации кога и точно би биле пополнети овие места. Дали се очекува да се прошири владата со ДПА, со БЕСА или со некоја друга партија пратеници? Премиерот Заев даде изјава во таа насока, меѓутоа јас како владин портпарол сепак би оставил тоа да го кажат коалиционите партнери во владата. Блерем независен. Да се надоврзам со колегата, ме интересира да имаме чувство као оптимизмот да опадна во последно време за преговорите со името. Грчките медиуми веќе пишуваат дека речиси е невозможно тоа да се постигне. Дали како портпарол влада, што очекува влада? Дали оптимизмот е се уште на исто ниво како што беше на почетокот? Оптимизмот е се уште на исто ниво. Впечатокот е индивидуален на секој од нас, меѓутоа ние како влада знаеме што правиме, знаеме каде одиме и знаеме што сакаме да направиме за граѓаните на оваа земја. Сакаме овој проблем да се реши што побрзо, достоинствено, решението да биде взаемно прифатливо и за Република Грција и за Република Македонија. Немаме сомнеш во нашите ставови. Ве молам внимателно следете ги точните и прецизни изјави кои што ги даваме за јавноста, кои што ги пренесува и премиерот и министерот за надворешни и јас како представник на владата како портпарол. Оптимизмот е се уште на високо ниво. Преговорите течат. Ние не преговараме преку медиуми, не испраќаме пораки преку медиуми, туку даваме исклучиво насоки во однос на тоа дека дефинитивно ставовите се приближени, на маса постои документ врз основа на кој што се преговара. Решението јасно е какво може да биде. Не исклучуваме ништо додека течат преговорите и секој момент кога имаме нешто од информација од интерес за граѓаните, јавно ја соопштуваме. Меѓутоа оптимизмот не е воопшто паднат. Ја очекуваме наскоро посетата на министерот за надворешни работи на Грција, Никос Коцијас. Работите одат со предвидената динамика.
Го споменавте Кодзијас, очекувате ли да го донесе со себе нацрт договорот кој што се подготвува веќе извесен период од страна на грчката влада, во кој што би биле ставени точките кои што би можеле да доведат до решение на спорот? И ваш коментар за изјавата на европратеничката од Хрватска Маријана Петир, која што има видео обраќање во која што повикува Македонија да го задржи уставното име и идентитетот на народот, и дека Европската Унија веќе подолг период кон Македонија се однесува нефер. Во однос на првото прашање, преговорите одат исклучиво преку медијаторот Метју Нимиц и Организацијата на Обединети нации. Значи, се за кое што разговараат министрите Димитров и Коцијас, се што е во насока да ги приближи ставовите, да се договориме, се оди преку филтерот на медијаторот Метју Нимиц и се ќе биде на маса ставено исклучиво преку Метју Нимиц. Мислам дека овој дел е јасен. Оваа фаза, кога ќе дојде сега Коцијас, е исто дел од преговорите, ќе преговараат, меѓутоа ќе почекаме да видиме по завршување на овој состанок, сигурно дека ќе има информации за јавност, можно изјави, можно и соопштение за јавност. Во однос на второто прашање, можеме само да кажеме дека Македонија е дел од Европа и секој има право да го искаже своето мислење околу одредени прашања кои го посочуваат или кои се од интерес за регионот, за нашиот регион во кој што ние припаѓаме Западен Балкан. Во однос на идентитетот, тоа не е предмет на преговори. За идентитетот разговараат само луѓе кои што на некој начин размислуваат опозиционо во однос на самите преговори. Значи, нашата влада не разговара за идентитетот. Прашањето пријаска што го поставив, кој од предложените Погласно, ако може само. Кој од предложените имиња 4 што са Горна, Северна Вардарска и Република Македонија, Скопје во Заграда, вам највеќе ви е прифатливо за решавање на спорот со името? Тоа ќе видиме, ќе го резултатот од преговорите на крај во некоја фаза кога ќе доеме до некое видливо решение, кое што повторува мора да биде достоинствено во целост. Дали имаме други прашања? Антонио? Добро. Ви благодарам на сите, се гледаме наредната среда.